Нашата семејна фирма Агрокалем Доел Тимјаник долги години се занимава со производство на домашен сертифициран саден материјал за лозови и овошни насади, така да ние веќе неколку години наназад нашите клиенти не препознаваат по квалитетот и по асортиментот на садниците кои што ги произведуваме. Исто така Агрокалем произведува и трпезно и винско грозје кое што се пласира на домашните и на европските пазари. Новитетите кои што ги внесовме во последниве неколку години ние во нашата компанија е тоа асортиментот на нови сорти на трпезно грозје и подигање на современи лозови насади на системи кои што сте атрактивни во европските земји и во светските земји, каде што тие сорти на грозје даваат поголем принос и исто така и добар квалитет. Нашите лозови плантажи се осовремени со системи капка по капка, потоа заштитни мрежи. Други новитети кои што ги внесовме е исто така изградбата на нашиот паковен центар. Тоа е односно поточно ладилник за складирање на нашите производи, новини исто така внесовме и во производството на садниот материјал, каде што произведуваме садници кои што се барани во последно време на добри подлоги и на добри сорти кои што нашите земјоделци веќе почнуваат полека да ги садат на нивните ниви. Националната федерација на фармери е единствено земјоделско здружение кое што ги обединува земјоделците, лобира и ги застапува нивните ставови пред државните институции. После 15 години функционирање на оваа организација, фармерите решија на чело на организацијата да настапи жена. За мене тоа беше голема чест и во исти случај и одговорност, која што со задоволство ја прифатив. Единствено мое задоволство ќе биде ако нешто промениме во однос на пласманот на земјоделските производи. Исто така, нашите земјоделци се соочуваат доста во последно време со проблеми од климатските промени. Ние како организација ќе се залагаме за да можеме и ќе лобираме кај институциите да се добива што поголема поддршка токму во оваа насока, за да можат нашите земјоделци да се прилагодат кон тие промени. Прв пат оваа година на наше огромно задоволство имавме поддршка од министерствата, двете ресорни министерства, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за труд и социјална политика. Заедно со нашата организација и мрежата за рурален развој подпишавме декларација во која што ќе се залагаме за подобрување на статутот на руралната жена. Знаеме сите дека 5% од руралните жени во Македонија само поседуваат имот. Тоа е многу мала бројка. Токму поради сето ова, сите овие проблеми кои што ги имаат нашите жени од рурални средини, ние заедно со двете министерства ќе се залагаме во иднина тоа да го промениме и со подпишувањето на оваа декларација застануваме сите за подобрување на нивниот статус и секако за во иднина жената од рурални средини да се носи рамо со рамо со жените од урбани средини.